Почитувани гледачи, вие сте со уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1. Денес со нас во студиото е Дане Јосифовски, советник во кабинетот на заменик-председателот на владата, задолжен за економски прашања, човек чија експертиза се програмите и проектите поврзани со туризмот во Македонија. Вице-премиерот Пешевски, односно неговиот кабинет, е задолжен за координација на економските ресурси. Како што знаеме, туризмот представува важен сегмент за развојот на економијата во државата. Па затоа тоа ќе ни биде главната тема на разговор со нашиот денешен гостин. Господин Јосифовски, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден, ви благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Ќе започнеме веднаш со резултатите во областа на туризмот кои се позитивни. Какви движења се забележани и што значи тоа, односно што говорат бројките и статистиките во областа туризам? Благодарам на прашањето. Како што кажавте, значи позитивен е трендот кој е забележан во делот на туризмот. Резултатите се позитивни, тоа го говорат податоците од статистиката објавени од Државниот завод за статистика. Значи најновото соопштение кој што излезе неодамна говори за тоа дека во 2016 година, веќе неколку години во континуитет, така и во 2016 стваривме позитивни резултати, односно параметрите кои што се следат, како што се бројот на ноќевање и бројот на туристи, остваруваат позитивни параметри. Бројот на туристи е зголемен за речиси 5%, како на домашни, така и на странски туристи, значи кај домашните е околу 4,7%, кај странските туристи околу 5,1%. Ова говори дека мерките кои што ги превзедовме во изминатиот период за унапредување на секторот туризам, за унапредување на економијата преку туризмот се позитивни. Доколку го согледаме исто така другиот параметар, бројот на ноќевање, исто така забележан е позитивен тренд, односно зголемен е бројот на ноќевање, односно продолжен е периодот на престој на туристите во Република Македонија. Битен момент тука што би сакал да го напоменам е дека споредбено 10 години назад, од 2006 до 2016, бројот на туристи во Република Македонија зголемен за над 60 пати, односно од околу 480.000 туристи во 2006 година, сега имаме речиси 880.000 туристи на годишно ниво. И можеби по добар показател е бројот на странски туристи, кој што исто така за повеќе од двојно пати зголемен, односно овој показател е важен со оглед на тоа дека станува збор за странски туристи кои што доаѓаат и остваруваат девизен прилив, односно оставаат своји пари во Република Македонија и во македонската економија, или да го сведеме тоа на локално ниво, оставаат пари од кои што локалното население може да екзистира. Овие се позитивни трендови кои што се забележани, и ако знаете малку во последниот период имавме потурбулентен период, сепак туризмот како сектор остварува позитивни трендови. Битно исто така да се спомене дека работиме во делот на статистичките показатели, работиме на напредување на статистиката и евиденцијата на туристи, со цел да ги опфатиме што е можно по-добро туристите кои што доаѓаат во Македонија. Презентиравте дел од статистичките податоци од областа на туризмот, забележуваме дека се позитивни, значи станува збор за позитивен тренд, па какви мерки презедовте, еве кои проекти се реализирани за да се постигнат вакви резултати? Така, значи за да стигнеме до овие позитивни моменти со кои што можеме да се пофалиме, реализиравме голем број проекти. Би го споменал прво субвенционирањето, значи субвенционирањето за дојдовен туризам, кој што владата на Република Македонија го воведе интензивно од периодот после 2011 година, значи 2011 година на почетокот кога почнавме со оваа мерка, субвенциите беа околу 21 милион денари, за денес да стигнеме на нешто над 150 милиони денари. Субвенциите се од 10 до 65 евра по турист, во зависност од тоа во каков тип на хотел, во каков тип на сместувачки објект е сместен во Република Македонија и од која земја доаѓа. За да се реализира оваа мерка, исто така реализиравме подготвителни активности, пред се подготвителни активности во поглед на инфраструктурата, значи да го лесниме пристапот до Република Македонија, како што се субвенционирањето на летовите, значи отварањето на можностите, на отварање на можност за од повеќе пазари во Република Македонија, од повеќе земји да има пристап до Република Македонија. Исто така изградбата на патишта, на автопатиштата, нели имаме коридорот 10 што доаѓа тука на кај Струмица, коридорот, односно
автопатот Мајка Тереза на кај Охрид. Значи ова беа инвестиции огромни кои што владата ги направи со цел да го олесни пристапот до туристичките локалитети во Република Македонија. Потоа би споменал во поглед на развивање на бизнис обкружувањето во Република Македонија, во поглед на туризмот, го намаливме ДДВ-то, значи од 18 на 5% за угостителски пансиони во Република Македонија. Работевме, значи, освен внатрешно на уредување на бизнис обкружувањето за туризам, работевме надворешно, односно ги презентиравме нашите можности за инвестирање во туризмот, па така нели ја спроведовме кампањата Македонија Тајмлес или Македонија вечна, преку која што ги презентиравме македонските богатства од културно традиционално наследство. Исто така спроведовме кампања Истражај Македонија, преку која што ги презентиравме природните богатства, преку која што ја позициониравме Република Македонија на Балканот и издигнавме на такво ниво на кое што, знаете, нашите соседи речиси сите имаат можности за морски туризам, затоа што сите излагаат на море. Република Македонија доминира со својата природа и природните богатства, значи ова беше клучен момент во кој што Република Македонија позициониравме на таа мапа за која ќе се спомне авантуристички туризам, планинарење, возење велосипед, да препознаат Република Македонија. Морам да напоменам дека мерките кои што ги превземавме, ги работевме заедно со стопанските комори, со бизнес заедницата, значи формиравме во 2012 Национален совет, поточно Комитет за туризам, кој што е председаван од страна на премиерот, на председателот на владата. Но исто така во овој комитет по потреба се повикуваат и членуваат стопански здруженија, значи Асоциација на туристи, ХОТАМ, стопанските комори, Сојузот на стопански комори, кои што коментираат, кои што даваат своји предлози, иницираат одредени мерки, кои што вредуваат понатаму со развивање на посеопфатен стратешки правец за тоа како да се унапреди туризмот. И уште еден битен момент, исто така, значи, работевме на терен со локалното население со цел да се слушнат кои се потребите, бидејќи, знаете, туристичките пакети доаѓаат од населението, традицијата е во населението, во локалната средина и тие што го продаваат на туристот. Како што одговорат, значи, бројките, овој поравец е одличен сега за сега, значи покажува позитивни моменти, така ќе продолжиме виднина. Да позборуваме еве конкретно за југоисточниот дел од Македонија, кои се проекти беа реализирани овде и какви резултати се постигнати? Значи, ја анализиравме Република Македонија во изминатиот период за тоа кој сегмент од Република Македонија каква поволност има и кои му се неговите предности, што може да понуди. И наидовме на моменти, например, дека Западна Македонија е поразвиена во поглед на зимскиот туризам, додека Источна Македонија, Југоисточна е поразвиена во поглед на летниот туризам, со оглед на поднебието кое што се наоѓа тука и на климатските фактори. Основна карактеристика на Југоисточниот регион е нели до Иранското езеро, кое што привлекува најголем број туристи и нормално таму во изминатиот период се остварени поголем број инвестиции, значи би ја споменал плажата која што со Ада Елем ја реализиравме, односно тоа беше крупна инвестиција за подобрување на капацитетот до Иранското езеро, се извинувам, кој што го подигна квалитетот на услугата, но исто време го издигна до Иранското езеро на ниво на квалитет на кој што туристот очекува да биде. Значи во поглед на езерскиот туризам немаше некои огромни инвестиции во изминатиот период. Со оваа инвестиција, значи околу 27 милиони се оствари можност да се понуди на туристот да може да доаѓа тука. Моментот од како тоа се реализираше, аналогно на тоа, нормално постојат трендови во туризмот дека ако се развие едно место, се развиваат и останати места наоколу со цел да се обезбеди туристот да може во текот на своето доаѓање да посети повеќе локации. Работевме, односно инвестиравме во реконструкција и обновување, разживување на водопадите што се наоколу, како Смојлянските водопади. Работевме исто така на развој на банјскиот туризам, нели концесионирање на бањи наоколу, бидејќи овој регион изобилува со геотермални води. Патиштата веќе ги спомнав, значи тоа е основата за пристапот
до самата локација. Овие мерки, значи, се мерки преку кои се остварува можност и локалното население да биде вклучено преку своји активности да создава понатаму, да генерира приходи и екзистенција за самите себе. Така. Кои се идните планови за овој сектор? Какви мерки и активности се предвидуваат и дали можеме да очекуваме и понатамушен развој на овој сектор? Значи, со оглед дека реформите кои што ги превзедовме дадоа одлични резултати, ќе продолжиме понатаму со истите. Значи, во програмата е предвидено продолжување на субвенционирањето, односно ќе продолжиме понатаму да субвенционираме дојдовен туризам од 10 до 65 евра по турист. Се разгледуваат можности кои пазари нови да се вклучат, како да се моделира тој момент, се разговара со стопанските комори, значи во овој сегмент, бидејќи Република Македонија е се повеќе познаена по делот на активен туризам, по делот на туристи кои што доаѓаат тука за активен туризам, што подразбира планинарење, активности во планина, не само лежење на плажа. Значи, овој сегмент продолжува, исто така, нели, изградбата на автопатиштата, што е во тек, ќе го олесни патувањето до самите локации, значи тоа е еден момент кој што дава импулс во туризмот. Морам да напоменам дека туризмов како сектор го позициониравме приоритетен уште во претходните програми, токму поради тоа што туризмот е поврзан со повеќе други, нели, патиштата, инфраструктурата се одреден друг сектор, но доаѓаат во контакт со туризмот. Така да секоја инвестиција одредена во туризмот исто така има позитивни ефекти во поглед на други сектори. Туризмот како еден сектор, например, е поврзан со прехранбената индустрија, со транспортната индустрија, со логистиката. Значи, има моменти кои што вака на прв поглед не се гледа, но во позадина кога анализираме, доаѓаме до податок дека всушност позитивните ефекти се посеопфатни. Ќе продолжиме, значи, со промоцијата исто така. Промоцијата е еден од битните моменти како тоа што го имаме да го продадеме, значи како што беа кампањите и гостувањата во поглед на сајмите надвор од Република Македонија, значи на познати сајми во светот. Исто така ќе организираме сајми тука кај нас со цел да промовираме Република Македонија. Исто така имаме и одредени проекти кои што предвидуваме подигнување на квалитетот на локалната инфраструктура, односно инвестиции во локалната инфраструктура, бидејќи во изминатиот период почнавме, нели, со привлекување на туристи надвор од Република Македонија, го удвостручивме број на туристи, сега е момент да го зголемиме квалитетот тука, кога ќе дојдат да бидат што е можно позадоволни во поглед на услугите кои што им се понудени, во поглед на квалитетот. Значи, вака во глобала работиме на сите сегменти, од сегментот на како да дојдат туризмот, како да го продадеме производот и како да го развиеме производот со цел целиот пакет да биде квалитетен. Кажете ни кои се плановите и какви проекти се предвидени да се реализираат во нашиот регион? Така, ви благодарам на прашањето. Значи, југоисточниот регион изобилува со планински богатства, со природни богатства. И моментот кога анализиравме за тоа какви проекти да се реализираат во овој регион, воспоставивме значи ја мапиравме цела Република Македонија и увидовме дека тука со оглед на приликите кои што ги има сезонски, дека поголем ефект би имале инвестициите во поглед на летните активности, односно на активниот туризам. Трендовите во светот се дека туристите кои што се поврзани со активен туризам, како што е планинарењето, кампувањето, качувањето по планини, возењето точак на планина, се туристи кои што доаѓаат од земји со повисоки примања и се склони кон поголемо трошење во Република Македонија, што пак во поглед на нашата земја е позитивно затоа што оставаат повеќе пари за локалното население. Тука би ги спомнал најпрво туристичките развојни зони кои што се едната е во Стар Дојран, другата е во Нов Дојран. Значи за двете едната е веќе во функција, другата треба допрва да се стави во функција, значи ова е еден од плановите каде што се даваат субвенции на приватниот сектор да инвестираат и да развијат нови туристички пакети. Кога веќе зборувам за воспоставените како што е на пример плажата Елем Турс,
Во поглед на ова ќе се работи на развивање на нови капацитети, односно на нови можности туристот кога ќе дојде да има поголем спектар на услуги со кои што ќе биде задоволен, односно да се развијат нови туристички понуди кога туристот ќе дојде во Доиран да може да прошета и во останатите предели. Освен тоа, нели, тука се националните мерки кои што секторот може да ги искористи на локално ниво, како што е проектот за локална и регионална конкурентност кој што го спроведува нашиот капацитет. Преку овој проект ќе се подига квалитетот на локалната инфраструктура, односно доколку постои одреден локалитет, како што се нели водопадите, одредена планина, видиковец, нешто каде што може туристот да се развие пакет за туристот да го посети. Преку овој проект ќе се доделуваат средства за изградба на инфраструктура кои што кои што приватниот сектор потоа може да ги продава, да развие пакет кој што ќе го продава и на таков начин да се остваруваат приходи. Значи основната цел е што поголем број приходи да се остварува на локално ниво за населението, да останат кај населението, за што поголем број нови работни места да бидат креирани. Претходно спомнавте анализа на потребите за развој на туристичките дестинации. Може ли да споделите повеќе информации во врска со анализата на одите и заклучоците? Така, значи, пред да креираме било каква мерка во владата, анализираме кои се можностите, односно кои се предностите за како таа да биде реализирана. Во поглед на туризмот, во 2014-2015 година спроведовме сеопфатна анализа за тоа кои се потребите за развој на туризмот во Република Македонија. Значи, ова е во склоп на еден проект кој што го води кабинетот, именуван како локална и регионална конкурентност во туризмот, преку кој што ќе се инвестираат средства, но целта е да бидат инвестирани на тие места каде што, например, со 1 денар инвестиција би имале многу поголем поврат. И така, значи, експерти работеа на терен заедно со локалното население, со бизнисите таму, значи хотелиери, туристички агенции, оператори кои што функционираат со цел да се увидат кои се предностите, односно да се мапираат кои се клучните моменти за инвестирање во Република Македонија. Анализата покажа 10 сегменти, односно 10 дестинации на територијата на Република Македонија во кои што може да се направи некаква инвестиција која што ќе доведе до туристички пакет, кој што потоа ќе има позитивни ефекти, ќе може да се продава понатака. Значи, морам да кажам дека анализата беше правена не само од страна на понудата што имаме, туку и од страна на побарувачката. Значи, се разговараше со туристите, односно се следеше патот кога туристот ќе дојде, каде оди, што посетува, што го интересира, кои се неговите интереси. Значи, за да не испадне да развиеме нешто што туристот не го бара или обратно, нешто што туристот го бара да не биде развиено. Значи, анализата покажа дека најголем број од туристите се сместуваат во Охрид и Скопје и потоа патуваат во останати дестинации. Значи, ова се така наречени центри. Од Скопје, тоа што беше интересно, имаше голем број туристи што по должина на коридорот патуваат до регионот каде што се наоѓате вие, каде што посетуваат казино, бански туризам, го посетуваат Доиранското езеро претежно во септември, или кога има поголеми здравствени бенефити. Ваквите податоци потоа ни беа корисни за да увидиме кои и какви инвестиции треба да превземеме. Во југоисточниот регион, значи, она што се појави како еден од покритичните моменти во кои што треба да се инвестира се капацитетите. И при тоа тука станува збор за бројност на капацитети за сместување во поглед на хотели, на приватен смештај и квалитет. И токму овие два сегменти се уфатени преку проектот кој што ќе се реализира, односно ќе се помага едно да се реконструираат стари капацитети, значи да им се подигне нивниот квалитет, но исто така и да се обучува локалното население како да ги продава своите услуги. Туристички дестинации и организации за развој на туризмот. Што се работи на оваа тема и што можеме да очекуваме во иднина? Значи, како што напоменав, воспоставени се, односно идентификувани се 10 дестинации во Република Македонија. Она што е стандард, односно што го согледавме од меѓународните искуства е дека за развој на овие дестинации мора да се грижи некаква организациона форма. Односно,
Потребно е на иста маса да седнат бизнис секторот, деловниот сектор, локалното население и јавните институции со цел да се креираат мерки и активности во иднина кои што ќе го промовираат туризмот на одредена дестинација. Ова е битно од моментот што доколку имаме неколку градови кои што си имаат своји пакети, кои што си нудат своја услуга, идејата преку организациите за управување со дестинации или англискиот термин Destination Management Organization е тие да не се чувствуваат меѓу себе како конкуренција, туку да се работуваат. Например, доколку турист дојде и се смести во Дојран, идејата е тој да му биде понудено, односно да има можност, да има информација, да му биде презентирано дека може да прошета до Струмица, може да прошета до Валандово, да види да посети, значи повеќе локации, што е можно поголем број на услуги да му се понудат, за да може подолго да остане во Република Македонија. Овој тип на организации за управување со дестинации го тестиравме во Мавровскиот регион, значи во околината на Маврово ги седнавме на иста маса, значи хотелиерите, обезбедувачите на услуги, транспортерите, локалното население, се направи едно мапирање кои какви активности има, со цел кога ќе дојде туристот и ќе се смести во еден хотел да знае дека, не знам, денеска може да посети јавање, се организира од страна тој и толку чини, утре може да посети кајакарење или планинарење, водичи се тие и тие, значи таков еден информационен аспект да има со цел туристот да тоа е идејата, да остави што поголем број средства во Република Македонија, односно кај локалното население. Сега имаме 10 дестинации низ Република Македонија, ќе видиме во иднина, значи тие се разговорите каде и колкава ќе биде потребата за формирање на вакви организации за управување со дестинации и во согласно со потребата, значи ќе се креира и истите ќе се поддржат со цел да се унапреди нивното функционирање. Мора да напоменам дека не е идејата да се формираат нови државни тела, значи согласно тоа што го анализиравме со соседните држави како што е Хрватска, Словенија, Швајцарија, значи се формираат овие тела се всушност платформи за диалог кои што се формирани од приватниот сектор во соработка со државниот сектор, односно со јавниот сектор и служат како платформа за јавно-приватен диалог каде што се дискутираат мерките. Реализирате и проект за локална и регионална конкурентност во областа на туризмот. Па може ли да ни објасните за каков проект поточно станува збор и докаде е неговата реализација? Да, го спомена веќе неколку пати, значи тоа е проект финансиран од страна на Европската Унија во соработка со Светска банка, значи која што ги управува средствата. Станува збор за проект во вредност од околу 21 милион евра, средства кои што во најголем обем ќе бидат наменети за подобрување на инфраструктурата на локално и регионално ниво. Кога зборувам за инфраструктура, значи се подразбира инфраструктура во склоп на туризмот, односно унапредување на паркови, градење, воспоставување на нова инфраструктура во смисла на паркинзи, доколку истите се обележани, помошни елементи за туризмот, значи како што се тоалети има, клупи, пристапни патчиња, пешачки патеки, значи инфраструктура која што ќе му помогне на таа дестинација да се напреди. При тоа креирани се 3 подкомпоненти во рамки на проектот кои што нудат грантови за различни корисници. Првите се грантови кои што ќе бидат наменети за локалната самоуправа, значи за општините и за центрите за регионален развој, односно проекти кои што се посеопфатни, кои се дел од некаков си стратешки план или стратегија за развој на туризмот или стратегија за економски локален развој од страна на единицата на локална самоуправа. Вториот тип на грантови кои што ќе бидат на располагање се грантови за бизнис асоциации, за бизнис здруженија, за стопански комори во областа на туризмот или во области слични или блиски до туризмот. Преку овие грантови идејата е да се креира можност за зголемување на квалитетот на услугата во поглед на човечките ресурси, односно обуки, тренинзи, да се обезбеди сертификација за одредени занимања. Значи идејата е да се, освен што ќе се подобри инфраструктурата, да се подобри услугата, значи двата сегменти додат нагоре. И третиот тип грантови, можеби кои што се едни од поинтересните, се грантови кои што ќе бидат кофинансирачки грантови, значи ќе има финансирање од страна
едниот апликант и од страна на самиот грант. Станува збор за грантови наменети за компании од туристичкиот сектор кои што ќе може да аплицираат за подобрување на квалитетот на самата услуга. Например, доколку станува збор за хотел и има базен, за реконструкција на базенот, за реконструкција на соби, значи за моменти кои што ќе го подобрат квалитетот на давање на услуга од страна на приватниот сектор. Значи, идејата е, согласно планот, грантовата шема да биде распишана, односно повикот за апликации до средината на оваа година, значи во наредните неколку месеци, па после тоа во наредните 2 години да се интензивно да се инвестира во подобрување на квалитетот. Морам исто така да напоменам дека моментите за што и каде да се анализира дојде од самата анализа, значи дојде од терен со вклучување на локалното население и очекуваме значи поголеми позитивни ефекти со оглед дека истите се од значење и од потреба на локалното население. Овој проект носи наслов Локална и регионална конкурентност во туризмот. Зошто токму локална и регионална? Да, проектот е локална и регионална конкурентност во туризмот, бидејќи моментот кога анализиравме за тоа како да поточно каде да се насочат инвестициите, кои се потребите, увидовме дека во суштина туризмот кога доаѓа во Република Македонија не останува во еден град, туку најчесто патува. Македонија е релативно мала земја и сите соседни дестинации се блиски. Па така да, например, туристот од Охрид многу често патува до Битола, до Штип, некоја се движи нели до Прилеп, се движи на кај другата страна, на кај Маврово, на кај Дебар, на кај Кичево. Увидовме дека освен што локално значи се стационира на едно место, туристот патува и во други региони. И поради тоа направивме дистинкција помеѓу Република Македонија е поделена на 8 плански статистички региони, кои што по некои си параметри се поделени како такви. Но во контекст на туризмот, туристичките региони, односно тоа што е регионално, е малку над овие региони, односно туристот кога доаѓа еве например да речеме во Скопје, Скопскиот регион, патува и до Струмица, патува и до Гевгелија, и тоа е веќе во друг регион. И поради тоа увидовме дека е потребно да се креираат региони од аспект на туризмот, затоа што инвестициите кои што треба да се направат ќе бараат соработка на поголем број општини и некогаш она што е препорачливо и пожелно соработка помеѓу планските региони. И ова придонесе значи за креирање токму на тие различни компоненти кои што ги објаснив претходно, односно првата компонента која што ќе биде за инвестиција од страна на јавни институции, најголем примат дава токму на оваа меѓурегионална соработка. Односно, доколку се инвестира во проект кој што не е во Скопскиот регион, еве да речеме во југоисточниот регион, да има поврзано за тоа како туристите ќе патуваат и ќе се разменуваат со други региони, или уште подобро доколку двата региони може да се на ниста маса да се направат предлог и да го аплицираат како таков. Значи идејата беше таа да се издигнеме малку на повисоко ниво затоа што Република Македонија има еден куп богатства и нешто што може да ги понуди, да ги понудиме во еден посеопфатен пакет. Така, еве за крај кажете ни други проекти и активности од оваа област кои се во тек, кои не ги спомнавме досега, например, еве во однос на вработување, стратегии, национални паркови и слично. Да, значи ова се некои од моментите кои што ги спомнавме, има уште многу други работи на кои што работиме, значи во поглед на вработувањето, преку швајцарската амбасада имплементираме еден проект за подобрување на вработливоста на локалното население, односно како локалното население со тоа што го поседува да се надогради со дополнителни обуки и да се вработи. Во овој проект опфатени се повеќе сектори, меѓу кои секторот туризам. Реализиравме значи во изминатиот период во западниот, југозападниот дел на Република Македонија активности, во ИНН се планираат вакви активности во останатиот, значи во источниот и југоисточниот дел од државата. Идејата е да се појде на лице место, да се разговара со приватниот сектор, со хотелиерите или со туристичките оператори, кои се потребите за вештини на нивните вработени и да се поддржат таквите обуки и тренинзи. Значи овој
проект досега вроди со одлични резултати, значи анализите кои што потоа ги направивме покажаа дека над 50% од лицата кои што биле обучени или биле унапредени или биле задржани понатака на работа. Бидејќи знаете, вработувањето во туризмот е претежно сезонска дејност, имате одреден број на лица кои што работат постојано и одреден број на лица кои што се вработуваат во рамки на сезоната. Идејата е, значи, преку ваквото обучување, доградување, преку креирањето на нови пакети, да се продолжи периодот на сезоната, значи тоа до некаде го направивме во изминатиот период преку субвенционирањето, преку привлекувањето на нови туристи и слично. Идејата е сега и вработувањата да се продолжат, односно што поголем број на вработени да бидат поголемо време на работните места. Во поглед на националните паркови, значи и тука се работи, тоа се критични моменти за Република Македонија, бидејќи националните паркови изобилуваат со природно богатство и со ресурси, и она што е значајно таму, како тие да се презентираат без да се наруши функционирањето на природниот амбиент внатре во националниот парк, да се презентира на туристот и од истите да се прибави одредена корист за локалното население, како што се приходи. Работиме со националните паркови, значи идејата со нив е да се развијат некои нови туристички услуги, истите понатака да бидат вклучени во рамки на некои од постојните туристички пакети. Би спомнал исто така дека работиме во поглед на напредување на регулативата, значи неодамна беше донесен нов правилник за категоризација на угостителски објекти. Во тека значи теренска посета на хотели, рекатегоризација, се работи исто така на стратегија за туризам која што се очекува да биде усвоена оваа година, која што исто така има и подстратегија, значи реално работиме на сите од сите аспекти, на сите моменти и резултатите говорат за позитивен тренд, така и ќе продолжиме во идната. Ви благодарам. Ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете со програмата на телеканал А1, се гледаме повторно во наредното издание на Отвореното студио. Пријатно!